Во рамките на децентрализираната соработка со регионот Долна Нормандија, франкофонскиот круг од Скопје, партнер на проектот Коњи на слобода во Европа, представи фотографии на коњите на слобода во Македонија, Долна Нормандија и Полска. Изложбата на фотографии поставени на банери е дел од активностите на општина Велес, избратемениот град Шебур од Долна Нормандија. Во рамките на тие активности во соработката, денеска сме тука да ги научиме учениците и сите оние љубители на франкофонија и на природата за тоа што представуваат коњите на слобода во Европа, каде тие се наоѓаат и како да ги зачуваме. Тие треба да се заштитат, не треба нели да се прогонуваат или да се уништуваат, бидејќи тие представуваат нели еден сведок за екосистемот во земјата. Домаќин на изложбата беше основното училиште Васил Главинов, каде учениците од француската секција посетија изложбата, а при тоа научија за значењето на слободните коњи како во Македонија, така и во Полска и Долна Нормандија, кои предизвикани од миграцијата на народите. Тие се остатоци од оние миграции кои што се случиле со жителите од село кон град, односно кога луѓето во 50-тите, 60-тите години или дури и порано се преселувале од село во град, стоката не можејќи да ја продадат, односно коњите ги оставале на слобода, слободно да си пасат. Сега тие коњи по потреба се користат од страна на жителите, тие се полупитоми коњи и ги користат за транспорт на дрва или доколку им треба за работа на нива и така натаму, но во голем дел од годината тие се на слобода. Денес ова изложба е честни што одека започна во нашето училиште. За учениците е едно искуство повеќе да си го испробуваат знаењето околу францускиот јазик и да научат нешто повеќе што се случува со животните кои што стварно се на слобода, како во случајот нели коњите на слобода. Сепак некој се досетил, тоа е нели преку франкофонскиот круг, што ова денес се случува и што е така наречено. На изложбата која беше интерактивна, покрај ученици од Васил Главинов, присуствуваа и ученици од другите училишта.